Во 2020 година имавме на вистина исклучителна година, од повеќе причини. Првата е јасна, се однесува на пандемијата која што не затече со COVID-19. Фактот што бевме затворени во однос на најголемиот канал кој што ни е дистрибутивен, тоа е хорека, тоа се хотелите, рестораните и кафичите, направи да во однос на потрошувачки имавме многу големо намалување. Во тој период на затворени кафани имавме дури до 60% намалување во однос на прометот. Тоа директно влијаеше на потрошувачката и на залихите кои што ги имаме ние и ги планиравме во текот на 2020 и од разбирливи причини бевме со преголеми количини на постојачко вино од претходните берби и бербата 2020 моравме да имаме многу намалена количина на грозје. Тоа е едниот момент. Другиот момент што се погоди во 2020 е тоа што имаше дополнителен проблем што представуваше болеста на грозјето, особено на најголемите сорти на грозје кои што се вранецот и смедеревката. Ботритисот направи да квалитетот на грозјето е многу слаб. Моравме во тој период со намалени количини дополнително да вршиме контроли за да откупиме исклучиво здраво грозје. Зошто? Заради тоа што нашите пазари воглавно се надвор, иако таму беа затворени, меѓутоа неквалитетно грозје за нас беше невозможно да го купиме. Така да до крај останавме доследни на тоа, за да и не учествувавме воопшто во ова што се владините мерки за откупување на болното грозје. Во однос на прашањето за 2021, се уште е рано, пандемијата е се уште присутна, локалите се уште работат со ограничување, предвидувањата во најмала мера се како минатата година, со тоа што се надеваме дека ако е грозјето здраво и ако во втората половина на годината имаме отварање на локалите, во тој случај, имајќи во обзир дека сме малце подиспразнети со капацитетите, би можеле да размислиме за понормална година. Меѓутоа, до тогаш ќе видиме. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда.